Добар ден, добро дојдовте во петочното издание на вестите на Канал 8. Тело на почината жена било пронајдено во четвртокот попладне во близина на Истибања. При увидот од полициски и судски органи е утврдено дека немало траги на насилство. Во четвртокот попладне во коритото на реката Брегалница кај Истибања случај минувач забележал човечки труп. Телото лежело непосредно до водата во близина на така наречениот Германски мост што минува низ селото. Веднаш биле известени надлежните органи во полициската станица во Виница, кои заедно со јавен обвинител направиле увид на местото на настанот. При тоа било констатирано дека се работи за 66 годишната Блашка С од селото Истибања. Стручниот увид на телото на починатата жена покажал оти нема траги на насилство, односно дека најверојатно жената починува од природна смрт. Поради тоа не е извршена ниту медицинска обдукција, а телото на 66 годишната жена е предадено на семејството. Колку предприемачите во прехранбената индустрија ги почитуваат стандардите за безбедност на производите што ги нудат? Кочанец доживеал голема непријатност кога изел спојници во ролат што го купил од една од локалните продавници. Случајот најверојатно ќе добие институционална разврска. Колку предприемачите во прехранбената индустрија ги почитуваат стандардите за безбедност на производите што ги нудат? Кочанец проголтал спојници од хефталка што се нашле во филот ролат што бил купен од продавница во Кочани. Инцидентот се случил на роденденска забава во семејна атмосфера, додека славениците го конзумирале десертот. На почетокот на самото пробање, веќе на вториот залак, почувствував страшна болка во пределот на грлото и непријатен звук во устата, со крцкање и рупање. Да бидам искрен, во првиот момент помислив дека може да се случи на сите нас да биде дел од лушпа, од орев или нешто слично. И сега може да малци ќе биде неугодно за гледачите, меѓутоа успеав да го повртам во раката и да ви кажам, право после тоа ми дојде голем страшен нагон за повраќање. Во раката, во колачот, во филот од ролатот, кој е купен во една локална наша продавница, на препорака на мене, пошто луѓето не ги знаат продавниците, во ролатот најдов 7 парчиња хефталица. Нова, неупотребена сушилка. Но освен непријатноста, проголтаните спојници носат и опасност по здравјето. Металот во организмот може да предизвика труење или други несакани последици. Морам да кажам дека веднаш во 19:30 часа се јавив на брза помош во Кочани, кој ми дадува упут за рентген, така да на денешниот ден, четврток, бев и завршив сите медицински потреби со рентген снимање, хирургија, бев кај матишната која ми даде упут за уво, нос и грло со термин во понеделникот и нормално антибиотици. Предпоставките се дека слични примери има многу. Спасов смета дека граѓаните треба да бидат особено внимателни при купувањето храна, за да се избегнат вакви непријатни ситуации кои можат да имаат и полош епилог. Сакам со ова да ги предупредам сите родители, сите мајки, татковци да внимаваат. Ние обично сите правиме забави, родендени, именинските прослави, децата да идат, да се забавуваат, да уживаат, а нема да бидеме свесни. Спасов вели дека исконтактирал со собствениците на локалот од каде бил купен ролатот, но тие до моментот кога е снимена изјавата не покажале загриженост за инцидентот, поради што рече дека случајот ќе го пријави до надлежните. Постапувањето спротивно од Законот за безбедност на храна и на производите што доаѓаат во контакт со храна повлекува ригорозни казни. Рурален доктор постојано открива нови заболувања кај младата популација, но се уште недостасуваат лекари. Иако уште на почетокот на проектот Министерството за здравство требаше да одобри вработување на лекари што ќе работат на проектот, во Кочанскиот здравствен дом се уште функционираат само 2 тима. Здравствениот дом од Кочани ги покрива 3 општини – Кочани, Зрновци, Чешиново, Облешево. За проектот Рурален доктор работат само 2 тима, кои се составени од веќе вработени лекари и медицински сестри.
Пред неколку месеци, кога почна да се реализира проектот, директорот на здравствениот дом Иван Спанчевски истакна дека чекаат одобрување од Министерството за здравство за вработување на 2 или 3 тима, а потребни се дури 4 тима составени од лекар, сестра и возач, за да може добро да функционира проектот. Во недостиг на лекари, прегледите како дел од проектот ги врши директорот на здравствениот дом доктор Иван Спанчевски и доктор Луиза Илиевска, специјалист по училишна медицина. По потреба се зема уште еден тим од итната медицинска помош, но на овој начин не може да продолжи. Оти тие лекари се преокупирани и не се секогаш слободни да ја вршат работата што им е дадена од проектот и да одат на терен. Во здравствен дом Кочани за сега има 2 тима кои што редовно, барем се трудиме секој ден да ги посетуваме однапред определените места, значи тоа се 2 тима со од лекар и сестра и возач со одредена маршрута, така слободно да се изразам, значи точно ни се одредени селата и поделени, кај што секојдневно барем се трудиме да ги поминеме. Проектот Рурален доктор е многу корисен, оти открива многу болести и кај млади лица. Не се до толку рурални, колку што луѓето се занемарени во однос на здравието, значи занемарени, за нив лично мислам занемарени, значи си ги занемаруваат здравствените проблеми. Ние се трудиме со секојдневна посета да ги подсетиме за грижата на нивното здравје. Значи, во одредени места има и пунктови кај што престојуваме по неколку сати. Повеќето, задачата на руралниот доктор е да одиме, значи, од дом во дом. Занемарени се тие болести, значи за нив висок крвен притисок или шеќерна болест, како и да не е болест. Значи за нив 190 или 200 притисок е нормална работа. Има и одредено откриени нови пациенти со некои заболувања за кои што самите не знаеле. Акцијата ќе се надогради со тоа што руралниот доктор, кога ќе биде вработен, ќе добие факсимил од Фондот за здравство и ќе може на лице место да им препишува рецепти на граѓаните, како и упат за рентген и други исследувања, но и издавање на боледување. Проектот овозможува сериозно подигнување на квалитетот на здравството од една страна и позитивно влијае врз превенцијата на болестите од друга страна. По повод националниот празник Илинден, градоначалникот Радко Димитровски упади честитка до граѓаните на општина Кочани. Породување на жена во возилото, незгодни ситуации при повреда од сообраќајни несреќи, честопати жртвувајќи си го сопствениот живот за да спаси туѓ. Лјупчо Карајанков од Кочани на ден пред заминување во пензија се подсетува на несекојдневните ситуации во кои се наоѓал за време на 37 годишниот стаж како возач на возилото на итна медицинска помош. На сите граѓани на Кочани, на сите македонци ширум светот, им го честитам големиот национален празник Илинден. Двата Илиндена од 1903 и 1944 се символ на победата на македонскиот непокор. На овој празник со пиетет се подсетуваме на херојските визии и дела на нашите предци и на нивниот сон, остварен речиси еден век по првиот Илинден, суверена и независна Република Македонија. Аманетот на илинденците е наша обврска, да го достигнеме нивниот идеал за стабилна и просперитетна Македонија. Нека ни е вечен и честит Илинден, да ни е вечна Македонија, се вели во честитката до граѓаните на општина Кочани од градоначалникот Радко Димитровски. Многу непријатни, но повеќе возбудувачки и стресни ситуации во својот 37 годишен работен стаж доживеал 64 годишниот Лјупчо Карајанков, возач на возило на итна медицинска помош во Кочанскиот здравствен дом. Покрај персоналот што им дава помош на повредените или болните лица во возилото, доста важна улога игра и возачот за безбедно и брзо транспортирање на пациентите. Честопати се случувало да се движат и по непроодни терени на дожд и снег. Карајанков вели дека благодарение на Бог во неговиот долгогодишен стаж како возач на возилото на итна помош не му се случило лице да почине на патот до болницата, но други незгодни ситуации имало многу. Негде 80 или 85 година имаше еден хитен случај од Каменица. Јавија хитно да дојдеме, таму чека жена бремена пред пораѓај. Негде околу 2 часот на Сабајле беше. Јас се упатив код местото да преземам случајот и само што стигнав негде за 20 минути у Каменица, гледам човек стоеше на патом,
ме пречака и вика тука под мостот е жената. Земаме ја полека со носилката у колата и беше свекоро, момчето и жената. И таму да се качуваме у колата, гледам свекоро и он се качува. Викам, ти назад, ти момчето ќе се качи. И по пато качи се момчето со жената, жената плаче, онедува, болки има за порање. И момчето и он плаче до мене. Викам, шо плачеш па ти? Викам сега, ја ќе возам или тебе да слушам? И така негде пред истивање се породи жената. И јас со звучни сигнали стигнав во Кочани, спаднаа бабиците, одма ја преземаа го детето. Карајанков ја истакна големата соработка со лекарите и раководителите на другите оделенија од Кочанската општа болница, како и соработката со другите институции, територијалната противпожарна единица, полицијата, но и со граѓаните кои не секогаш излегувале во пресред да го пропуштат возилото, иако е пуштена сигнализацијата. Затоа Карајанков апелираше до возачите во сообраќајот, кога ќе го забележат возилото на итна медицинска помош, да сигнализира дека секој се работи за итен случај и да биде пропуштено. Карајанков професијата ја препорачува исклучиво само на луѓе кои воопшто не конзумираат алкохол, затоа што се случува и кога не е на работа да има потреба од шофер кој треба во секој момент да биде подготвен да вози. Нови цени на катастарските услуги се предвидени со усвојувањето на новиот тарифник. Измените на законот за катастер за недвижности ќе започнат да се применуваат од 18 август. Според новиот тарифник за катастарски услуги се предвидува на место 175 имотниот лист во хартиена форма да чини 180 денари, додека во електронска форма за имотен лист ќе треба да се платат 150 денари, што представува намалување за 25 денари од сегашната цена. За имотниот лист за инфраструктурни објекти во хартиена форма ќе се плаќа 226 денари, а за електронска верзија 194 денари. За 10% помалку ќе чини геодетскиот елаборат за легализација на дивоградби со површина од 50 до 100 квадрати, односно сегашната цена од 4100 денари се намалува на 3688 денари. За дивоградбите пак со површина од 100 до 300 квадратни метри има намалување на цената за 8% и наместо 7940 ќе се плаќа 7333 денари. Увидот во податоците од геодетско-катастарскиот систем од 18 август ќе поевтини за 16,1%, а 10,1% помалку ќе чинат геодетските елаборати од приватните геодетски фирми. Најдоцна до 18 овој месец ќе почне примената на измените на Законот за катастар на недвижности, со кои катастарот ќе изготвува бесплатни елаборати за легализација на дивоградби за лицата корисници на социјална и постојана парична помош и за лица со ниски примања до 168.000 денари на годишно ниво. И Средното општинско училиште Лјупчо Сантов го објави тендерот за избор на фирма што ќе го врши превозот на учениците во претстојната учебна година. За покривање на трошоците за оваа намена предвидено е да се потрошат околу 100.000 евра. Над 6 милиони денари се предвидени да се потрошат за следната учебна година за превоз на учениците од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов и основните училишта во општина Кочани. Деновиве Средношколскиот центар го објави огласот за јавна набавка, со која треба да се направи избор на фирмата што ќе го врши бесплатниот превоз на учениците. Постапката ќе трае до 15 август, кога и ќе се изврши јавното отворање на пристигнатите понуди. Со распишаниот тендер треба да се обезбеди превоз за околу 300 ученици, од кои еден дел ќе користат бесплатен градски превоз, затоа што живеат на оддалеченост поголема од 2,5 км од училиштето. Другите се од населените места во општина Кочани, како и од соседните општини Зрновци, Чешиново, Блешево, Виница и Штип. Според информациите од одделението за јавни дејности на општина Кочани, поради обемноста на постапката и бројот на учениците кои што треба да бидат опфатени со превозот, се објавуваат две различни тендерски постапки, од кои едната се однесува на Средното училиште Гошо Викентиев, а другата на Средното училиште Лјупчо Сантов и основните училишта заедно. Пред 10 дена и Средното општинско училиште Гошо Викентиев го објави тендерот за избор на превозник, што треба да обезбеди бесплатен превоз за околу 600 ученици. ИПА програмата за прекугранична соработка меѓу Македонија и Бугарија објави конкурс за избор на најдобра фотографија на тема убавината на прекуграничниот регион. На конкурсот може да учествуваат сите кои аматерски или професионално се занимаваат со фотографирање, а пријавувањето е до 17 септември.
Во рамки на прославата на Европскиот ден на соработка 2014, ИПА програмата за прекогранична соработка меѓу Бугарија и Македонија организира фотоконкурс убавината на прекограничниот регион. Конкурсот е отворен до 17 септември годинава и на него заинтересираните аматери и професионални фотографи можат да учествуваат со своји фотографии во сите категории, односно пейсаж, луѓе, настани и друго. Фотографиите треба да се снимени на територијата на прекограничниот регион, односно во североисточниот, источниот и југоисточниот регион во Македонија и областа Кюстендил и Благоевград во Бугарија. И областите Кюстендил и Благоевград во Бугарија. За да се квалификуваат на конкурсот, предложените фотографии треба да се испратат на електронската адреса thebeautyofcbr@gmail.com. Сите фотографии морат да бидат во електронски JPEG формат со широчина од најмалку 1000 пиксели и максимална големина до 5 мегабајти. Дозволени се само корекции на бојата и острината. Фотографиите кои имаат други видови на интервенции нема да бидат прифатени. Еден учесник може да учествува со неограничен број фотографии. Забрането е да се доставува фотографија со навредлива или порнографска содржина. Фотографиите кои ќе ги испраќаат учесниците мора да бидат со регулирани авторски права, односно тие да бидат автори на фотографиите. Јавно гласање за најдобрите фотографии ќе се врши на Facebook страницата на ИПА програмата за прекогранична соработка. Жирито од експерти и гласовите на посетителите ќе ги утврдат финалистите за кои ќе се гласа на страницата од 6 до 14 септември. Секој корисник може да додели еден глас. Победничките заедно со избраните фотографии ќе бидат изложени на изложбите што ќе се одржат во Штип и Благоевград во септември, како дел од прославата на Европскиот ден на соработка. Дискотеката Аква најавува одлична викенд забава. Петок и недела забава со познати диџеи. В сабота пена парти. Богата програма за предстојниот викенд во дискотеката Аква. По ретро и латино забавата в четврток, в петок и в недела забава со познати диџеи. За в сабота на 2 август планирана е пена парти со диџеј Иван Джи. Влезот е 80 денари. Happy hour секој ден од 23:30 до половина час по полноќ. Организаторите најавуваат богата програма и за периодот што следува. Ја откриваат забавата со Амадеус Бенд на 8 август и познатата Ана Николик. Секоја недела во текот на денот интересни содржини и за најмалите посетители на базенот. Гостување на познати пејачи, групи и диџеи ќе биде во текот на останатиот дел од летото. Организаторите се надеваат на добри временски услови што ќе дозволат да се оствари планираната програма. Освен дискотеката и реновираниот базен им пружа исполнети и забавни летни денови на Кочанци. Вестите ги продолжуваме со спортските информации. Временските услови го променија распоредот на фудбалските надпревари. Одложени финалето на турнирот во Зрновци и контролниот надпревар на Осогово во Радовиш. Во Чешиново е одигран вториот полуфинален надпревар. По одиграниот надпревар во четвртокот помеѓу Чешиново и Соколарци, Илинденските спортски игри го добија и вториот финалист. 1:1 во регуларниот дел, пошто се изведуваа пенали за на крај со резултатот 3:4, Чешиново да се пласира како втор финалист на Илинденските спортски игри Чешиново 2014. Финалето на Илинденските спортски игри ќе се одигра на 2 август со почеток во 17 часот. Невремето што доцна попладнето го зафати регионот беше причина во Зрновци да биде одложен финалниот надпревар од Илинденскиот фудбалски турнир, во кој требаше да се сретнат ветерани и Лески, како и мечот за третото место за кое се борат Младостор, Ризари и Трсино. Ниту Осогово може да стартува со подготвителните надпревари поради неповолните временски услови. Закажаната средба со Јака во Радовиш е одложена поради тоа што условите на теренот биле исклучително лоши. Овој надпревар најверојатно ќе се одигра в понеделник. Во меѓувреме жолтосините го заокружуваат трансфер процесот. Тројца играчи од Силекс и Брегалница со чии имиња тренерот Крстев не сакаше да шпекулира додека соработката не се официјализира, би требало да бидат новата аквизиција за кочанскиот третолигаш во новата сезона.
Вестите завршија, следете на веб страницата kanal8.mk. Имајте убав викенд.